Почитувани, владата на ВМРО-ДПМНЕ покажа како треба да се работи за медицинските работници. Подпишаниот анекс на колективниот договор во здравството трајно ги решава проблемите на медицинските работници. Вчера владата донесе историска одлука со која се предвидува повисока плата за сите вработени во здравството со нето износ од 2450 денари. Ова ги опфаќа сите вработени во јавните здравствени установи, од технички и среден медицински персонал до лекари и администрација. Особено важно е тоа што средниот медицински персонал или медицинските сестри ќе добијат нето покачување од 3850 денари. Исплатата на овие покачувања кон вработените ќе почне веќе од ноемвриската плата. Ово покачување на платите во овој сектор е само вовед во демонстрацијата на заложбите и вреднувањето на здравствените работници, кој ќе трае во тек на целиот мандат на оваа влада. Конечно, вработените во здравството нема да се молат за покачување или валоризација на нивната работа, затоа што планот за зголемување за текот на целиот мандат изнесува над 40%. Имено, со овие покачувања, во 2024 година средствата за плати во здравството се покачуваат за 10%. Дополнителни 5% покачување на платите се предвидени за 2025 година. 5 до 7% во 2026 година, уште 5 до 7% во 2027 година и 7 до 10% во 2028 година. Владата на ВМРО-ДПМНЕ покажува како се работи за здравствените работници и здравството. Парите, наместо за матни тендери, сега одат за подобри услови за вработените и пациентите.